sot e kemi në lidhje të drejtë për drejtë edhe Miken, nëse nuk gabohem. Të shpresojmë që regjia e kemi Miken tani për tani në lidhje në drejtë për drejtë. Ja ku është Miki. Miki, dobro utro, realno ni faleshem mnogo во нашата емисија. Добро утро, Мики. Добро утро, поздрав до двајцава и до сите гледачи. Дали одмори, Мики? Дали вредеше? Дали одмори? Па вредеше, дефинитивно. Дефинитивно требаше, да. Што е ова прашање и тоа за вторник, замисли, Не Мики? звучи убедливо ова, не ми звучи некако така. Па добро, убав е мај, убав месец е мај, еве и сега во петок има повторно продолжен викенд, сите оние кои што ќе сакаат повторно да одмараат продолжено, тоа ќе може да го искористат повторно. Чекај, Мики, јас не сум имаме информирана. пак празник у петок? Дај ми повеќе информација, ти ми требаат овие информации во моментот. Петок е исто неработен ден, да, тоа е празник. Да? Сега не знам како е точно називот на празников, но е празник во главно за граѓаните од православна вероисповед и многумина верувам дека петок ќе го искористат да Продолжен викенд. Познам дека за продолжен викенд, да. Браво, Така да Мики, имаме браво. два продолжени викенди, да. Значи, понеделник одмараме, вторник работиме, среда одмараме, четврток работиме, петок, аливидечи Македонио. Пак одмараме. Кажи ни, Мики, како беше одморот, дали беше негде? Кажи нам малце повеќе информации. Ни фалеше твоја енергија. Убаво, супер, да. Прошетавме малку до соседнава ни држава Бугарија. Прекрасно. Убаво, значи каде и човек да замине без разлика каде тоа ќе го направи, каде ќе го искористи времето за одмор, мислам дека е добредојдено за сите да ги наполниме батериите. Точно. И повторно да се вратиме на работните обврски. Еве, јас морам да кажам дека денес навистина ќе имаме доста работа, барем овде ние во Охрид, бидејќи за едно 40 на минути од сега, буквално од оваа локација каде сега се наоѓам, булеварот туристичка ќе помине делегацијата на премиерот на Хрватска Андреј Пленковиќ. Тој во 10 часот треба да слета на Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле, каде во Охрид ќе одржи средба со македонскиот премиер Христијан Мицкоски. Тие двајцава ќе се сретнат. Хрватскиот премиер доаѓа со бизнис делегација овде во Охрид, предвидена е подпишување на неколку договори, барем како што најави од владата, стратешки договор за соработка меѓу Македонија и Хрватска. Да, неколку владини министри од кабинетот на Пленковиќ имаат средба со наши министри овде во македонската влада и некаде околу 13 часот предвидено е завршување на целиот настан, ќе се одржи заедничка пресконференција. Интересно е што ова посета на Пленковиќ на Охрид на Македонија доаѓа во време кога се погласно се зборува, знаеме, да не тераме политика наутро, дека неколку држави од Европската Унија инициират малку постепено пристапување на земјите од регионот кон Европската Унија, така да ќе биде интересно да се слушне какви пораки ќе испратат двајцата премиери од Охрид. И сакам да споделам за еден убав настан кој што се одржа викендов во Охрид на падините на планината Галичица. Се одржа 8-то издание на планинската ултрамаратонска трка Охрид Ултра Трейл. Еден интересен настан, 8 година кој што се одржува поред, привлече голем... Не знам како да ти кажам, претежок. Не знам, претежок и прилече доста голем број тркачи, учесници во маратон. Да, значи се оди, се трча, се искачува по височини, имаше на неколку дестинации се надпреварувачите, значи од 40 држави, 6 различни трки, најдолгата беше 105 километри. Значи се тргнуваше рано наутро, се стигнуваше доцна навечера, се одржа и трки на 65 километри, 42, 21 километар, 10 километри и 10 километри во јуниорска
категорија и сите трки се одбива низ пределите на Националниот парк Галичица со крајна цел градскиот плоштад Охрид. Значи сите учесници имаа можност да трчаат низ уникатните предели на Галичица, каде што имаме еден прекрасен поглед од една локација на двете наши езера, Охридското и Преспанското езеро. Значи, навистина, интересна, но и на уста тешка трка. Многу интересна, Мики, но јас сум многу разочаран од овој настан, бидејќи немаше 20 метарски. Да учествувавме ние двете. Па ајде следнава година ќе им предложиме, зошто да не. Да пробаме за 20 метри, ние двајцата, да видиме кој ќе биде прв. Ако не сгрешам, Мики, пред некоја година уствари, беше и маратонот, не ми текнува моментално името, тоа што е со пливање, со трчање. Триатлон. Да. Значи тоа е трчање И во Солун се одржаваше, да. Ама беше и во Охрид, ако не грешам. Чиклизам, И тоа беше, не знам. Тоа е триатлон, тоа е посебна спортска дисциплина каде што имаме и трчање, и пливање, и возење велосипед. Ако на тоа мислиш. Да, на тоа мислев. тешко. Памтам кога беше во Охрид, затоа и сега ми текна. Иначе имав и друштво кое што учествува во овој маратон сега што го спомна за овој викенд што се одржаваше во Охрид и беше стварно така тежок, беше многу интересен. Но не знам сега кој победи, имаше некој што доби некој прво место. Сега овој? Да. Да, имаше доделување на награди. Сега да не оценуваме многу време да ги читаме сите победници, но имаше, како што спомнав, учесници од цела Европа кои што навистина на крајот добија и медали, награди. Така да навистина еден интересен настан кој што го промовира регионот и во светски рамки. Еве веќе на почетокот на јуни ќе се одржи традиционалната трка Охрид трчат, но таа е нешто полесна трка која што се трча низ градот на се разбира на повеќе километри. Значи исто повеќе трки, така да уште еден настан кој што ќе донесе голем број на надпреварувачи од Европа и од целиот свет. Мики, сакам да те прашувам, бидејќи у Македонија имаме многу комарци у многу градови и конкретно тука кај Стоунбридж, мислам кај мостот што е, камениот мост, вријат комарци и змии. Се зборува во Скопје дека има многу змии. Како е во Охрид? Има најави за змии, отровни овие? Реално нема се уште такво нешто. Јас се надевам дека локалните власти ќе спроведат акција, бидејќи се одиме кон потопло време, кон повисоки температури. Се надевам дека ќе спроведат што е побрегу можно акција за прскање од комарци. Знаеме честопати сме биле сведоци изминативе години да имало наезда на комарци, особено на змии. Немам некоја таква информација дека низ години имало, но комарци, да, и се надевам дека, пак ќе речем, локалните власти ќе спроведат што е можно итна акција за деритазација, го вика тоа, за прскање од комарци. Верувам дека ќе го спроведат што побрзо. Се надеваме нема да се повтори летото 2025 со комарци. Токму така. Да. Мики, знам дека се брзаш многу, треба да стигнеш до Охридскиот аеропорт. Аеродром, да, тамам рекол. Аеропорт, Шипањ до ништ. Пожелувам убав ден, Мики, и се слушаме Ти благодарам, Мики. Петок, да. Гледаш колку убаво почнува одморот, мислам кога се враќаш веќе на работа, со нас. Да. Со утринската. Да, најубаво. Секогаш убава комуникација и добро расположение. Баш не е мило, Мики, што се врати толку од одморот, сега дај да оставиме место јас, Дритро, малце да одмараме. Ќе го чекаме летово, кога ќе Ти дојде. благодарам многу, Мики, за сите информации, ти посакувам убав ден. Уште нешто праша го дали има да каже, зашто не знам. Да, за крај дали имаш нешто, Мики, да додадеш?
Па тоа би било се. Тоа би било се. Се што е тонто и Повеќе информации на редно уебање. значи се брзаш многу, Мики, мислам така. Ајде, Мики, убав ден и се слушаме у петок. Убав ден, Мики, се гледаме. Поздрав, поздрав, Чао, чао, поздрав, чао. убав ден, Чао. поздрав, чао, чао, чао.